Добро најдов. Добро утро за прекрасната, морам да кажам, докторка Весна Трпковска. Кажавме да кажа за специјалист по педиатрија и да, дечињата се оние за кои што ние се даваме, нели, и секогаш се грижиме за нив. Меѓутоа, еве, и тие се соочуваат со, за жал, здравствени проблеми, меѓутоа има начин како сето тоа да се спречи, но и да се излечи. Пред се, добро утро, еве и од мене, и добре ни дојдовте. Драго ми е што ќе имаме можност да поразговараме токму на оваа тема, ако ништо друго, повеќе да ја развиеме свеста кај родителите, да се обрне внимание, ке зборуваме и за симптоматиките и така натака, за сите оние заболувања кои што дечињата можат да се соочат. Меѓутоа, за почеток, денот на срцето, меѓутоа и вие имате токму за денот на срцето, 29 септември денес, од ваша страна нешто што организирате токму за превенција или пак нели оние родители кои што можеби се соочуваат со проблеми, можат кај вас сето тоа да го решат или пак да знаат за што точно се работи. Да, денеска денот на срцето, 29 септември, нашата болница излезе со една иницијатива која што се надеваме денеска успешно ќе ја имплементираме. Тоа е бесплатен отворен ден за бесплатни кардиолошки прегледи, нормално кај педиатриската популација, кој што целта е да се подигне нели јавноста, мислам свеста кај јавноста за превенција, скрининг и навремено решавање и третман на овие вродени срцеви мани. Е така, кога сега зборуваме за дечињата, од која возраст би опфатиле, од која годишна возраст најмногу се соочуваат со здравствени проблеми? Сигурно дека и новороденчињата веќе може да се забележи веднаш со нивното раѓање некоја проблематика или срцева мана и слично. Меѓутоа, дали доколку не во таа на породува, веднаш кога ќе се породи мајката, дали и во кога дечињата се во 2, 3, 4 годинки може да се појави некое не дај Боже, меѓутоа се случува нели срцеви заболувања и што е она што ние треба да го знаеме конкретно токму за ова прашање? Да. Значи нашите пациенти во голем дел се пациентчиња во неонаталната возраст, кај што во голем дел од вродените кардиопатии се симптоматологијата се покажува, така да ние имаме многу бава соработка со родилиштата во нашата земја, така да се уште и нормално и тука се гинеколозите со феталната ехосонографија. Значи веќе кога имаме претпоставка дека можно е да се породи детенце со таква проблематика, се подготвуваме нормално да му пружиме соодветна дијагностика и третман. Меѓутоа не е исклучено дека одредени мани симптоматологијата ја даваат во дојнечкиот период, значи до година дена, каде што нормално во соработка со матичните педиатри се третираат тие симптоми, како што се и нормално се упатуваат до нас. Тоа се нели потешкоти при хранење, да кажам, повторувачки респираторни инфекти, потење при цицање, потење при хранење, слабо напредување во тежина. Тоа се симптомите кои мајката може да ги забележи кај мајката заедно со матичниот педијатар. Така да не е исклучено и повозрастните дечиња и поголемата возрастна група во педиатриската. Да, тоа ми беше прашањето конкретно зашто кажуваме дека и преку ехото, нели, додека е бебето се уште во мајката, може да се забележи, меѓутоа дали и понатака, доколку не го забележиме со ехо преглед, дали може и понатака нешто да дојде до некоја здравствен проблем што се однесува за срцевите заболувања. Да, после тој педиатриски преглед што се редовните прегледи од матичен педијатар, нормално детето се упатува на кон специјалист кардиолог, каде што се прават дополнителни исследувања. Нормално златен стандард се уште е ехосонографијата, а при потреба се применуваат други дијагностички имиџинг техники за додијагностика и нормално планирање на следните чекори. Мислам дека со редовните прегледи, систематските и редовните прегледи од матичниот педијатар забележливи се тие симптоми за да соодветно се упати детето кон нас. Така. Оно што би сакала исто да го истакнеме, односно како низ разговорот, во Македонија, конкретно кај нас, вие како педијатар сте, колку години веќе во... Па да, веќе специјалист, да, 10 години. Кои се оние најчестите, да кажам, заболувања, срцеви заболувања, кардиоваскуларни, како и да е, со кои што се соочуваат дечињата? Да, па во нашата пракса веќе сме виделе, да кажам, од секоја група примери. Може би најчести се
дефекти во септумот, во преградите срцеви, значи во предкоморните и коморните прегради. Меѓутоа, низ праксата сме се сретнале со и поретки и почести во литературата застапени, така да се среќаваме со разноврсна патологија. Меѓутоа, вашата задача е токму да го се да дадете од себе, нели, како педијатар и токму во оваа бранша како во детската кардиохирургија да ги излечиме тие дечиња. Така. И не само јас, и колку е успехот, колку е успехот, што гарантираме со оглед на тоа дека, еве, кажавте дека од повеќе категории имаме срцеви заболувања, еве ќе поидеме кои се полесните, може да ни објасните, кои се оние потешките со кои што може да се соочат дечињата и кои се резултатите од сето тоа за понатака во текот на животот? Онаму каде што помалку отстапува, да кажам, оние мани кои што се поблиски до нормалната физиологија и анатомија на срцето, се нормално полесни за менаџирање и за третман. Онаму каде што постојат големи отстапувања, шантирање, мешање на крв или не мешање на крв, значи што се повеќе подалеку од онаа нормална анатомија и физиологија, нормално дека потешко и бараат повеќе чекорна, да кажам, палијатива за да комплетно се решат тие мани. Нормално исходот кај нив е никогаш и неизвесен и фатален. Да. Ајде сега малку ќе зборуваме за детската кардиохирургија, што се однесува за аџивадем цистина, што е она што вие располагате, што е она што го нудите во моментот како метод за брзо лечење, да кажеме, на срцеви заболувања и слично. Тоа ќе оставам на вас да слушнеме сите ние што и како исто така е соработката со фондот и сите тие да ги опфатиме, нели, начини за лекување, за да знаат, нели, еве и родителите со што е она што го нуди аџивадем цистина. Да. Детска кардиохирургија веќе неколку години е дел од аџивадем цистина, нормално како интегрирана гранка на останатите педиатриски гранки. Моментално цистина ја нуди таа сеопфатна, да кажам, мултиспецијалистичка услуга, во која што и детската кардиохирургија е една од нив. Ние сме еден тим кој што се состои од разноврсни профили, значи анестезиолози, педиатри, тука се медицинските сестри, перфузионисти, кардиолози, болничари, така да функционираме, значи целокупната од приемот до операцијата е наша, така да диагностиката со најсовремени методи, апдейтирани на моменталните трендови, така да диагностиката, поставуваме работна диагноза, потоа се планира оперативата, постоперативната нега е кај нас и понатаму следењето после исписот исто така го обавуваме ние. Нашите услуги се покриени комплетно од фондот, така да пациентите немаат никакви финансиски терет кон нас, така да тоа е нешто што треба да го знаат нашите пациенти. Така, тука сте секогаш за дечињата. Меѓутоа, она што јас можам да го забележам кај вас, вие навистина сте одбрале вистинската професија, затоа што се чувствува и на вашиот лик колку имате убава и позитивна енергија, а таква е најмногу потребна кога се однесува за лекувањето на дечињата, на оние кои што ни се нас најмили. Ете, зошто јас би сакала малку лично и за вас во животот се одлучивте токму за дечињата, имаше толку голема љубов кон нив, па сигурно, да, тоа е една благородна гранка која што се одлучивте за нивното срце. Да, можеби не секогаш резултатите се посакувани како што планираме, меѓутоа тогаш кога се добри и поволни, тогаш сме сите, морам да ги споменам и останатите членови од тимот, сите многу посветено работиме, се уште сме многу оптимисти и така. Тоа се забележува кај вас, верувам дека така да баш тоа ни една наша, самата кардиохирургија ни едно наше и самите, дете, да го кажем. секако, Сузе, секако. Ако дозволувате, се разбира што се однесува до децата, секогаш на децата сакаме да им удоволиме, да им ги исполниме желбата, а тие сакаат да јадат многу благо. И сега би сакала да ни разјасните една вистина или заблуда. Дали е вистина дека смееме во неограничени количини на децата да им даваме црно чоколадо со оглед на тоа дека тие кога би можеле да бираат би го одбрале она другото чоколадо, не црното, но дали е вистина дека црното чоколадо не штети воопшто на здравјето и дека напротив го штити нашето кардиоваскуларно здравје? Јас сум секогаш заставник за умерена исхрана и за умерено балансирани
групите на прехранбени продукти да бидат балансирани. Така да, може би, мој личен избор е црното пред млечното. Меѓутоа, мислам дека се што е балансирано и се што е во мали, доволни количини е оправдано. Соодветно, да, и оправдано. Сега, нормално, некогаш една коцка и млечно чоколадо и нема да штети. Ништо да не надминува граница и да излезе од контрола. Благодарам. Кога сме кај дечињата, вие сигурно дека многу е потребно на детето да му се даде љубов, поготово кога е во болничкиот кревет, а сигурно сум дека од вас тоа веќе и го имаат. Секојдневно тие што се во моментов таму можеме да посакаме само брзо нивно оздравување. Контактирате ли отпосле со нив? Дали се зближувате со дечињата? Верувам дека е тоа така. И ве интересира што понатака и како функционираат. Самата тежина на работата и на интервенциите, нормално и посетите од родителите, ние ги поменуваме заеднички. Тоа е заедничка борба. Така да остануваме во контакт. Многу ни е мило кога квалитетот на живот сме го подобриле, сме го продолжиле. Така да тоа е една колку беше тешко низ годините да се совлада овој материјал специјалист за детската кардиохирургија, колку се дадовте од себе. Да, морам да кажам дека ние се уште растеме, напредуваме, гледаме да сме конкурентни со соседите и со другите поголеми центри кои што ја работат оваа проблематика, така да пак ќе го издвојам тука тој наш ентузијазам и така една амбициозност која што можам да споменам дека ја има и меѓу другите членови во тимот. Така да требаше веројатно време да се научиме, да се навикнеме во оваа работа. Така, да, верувам. Меѓутоа поволните исходи се и такако голем триер за понатаму и за Така. Би сакала и кон самиот оние минути кои што ги имаме при крајот да ги искористиме за тоа и секако вас тука како наша гостинка кога зборуваме за дечињата и за нивното срце, како да го штитиме нивното срце за превентива, како да ги јакнеме, што е она што тие треба, како да се хранат, дали треба да имаат физичка активност и слично. Која ќе би било вашата препорака сега па и за заштита на срцето? Па нормално, тука се останува се овие вродените мани, како да кажам, тие бараат една пренатална диагностика и да кажам пазење во однос на бременоста, во однос на зачнувањето. А за понатаму останува истиот совет, значи избалансирана исхрана, физичка активност, доволно сон, нормално одржување на телесна тежина во рамки на нормалната граница за таа возраст. Така да оние препораки кои што се нормално да не се лишат од некои мали задоволства, меѓутоа да не се претерува во ништо и редовни контроли и редовни прегледи. Редовни контроли. Денот на срцето, секогаш срцето, кога ќе го споменеме, не асоцира на љубов, така ли е, Сузе? Така е. Да, нека нема, јас посакувам многу здравје на сите наши дечиња и сите оние кои што се во моментот, како што кажав, им посакувам навистина брзо оздравување, еве поготово на денот на срцето, доколку нешто испуштивме, е важно да се спомене што се однесува за услугите на Аџи-Бадем Сестина и за детската кардиохирургија. Повелете. Тука би ги споменала, значи остануваме во добра соработка со кардиолозите, исто така работиме имплантација на пейсмейкери, значи сакам да кажам услугите што ги нудиме се разноврсни. И во блиска соработка и корелација со останатите гранки на Аџи-Бадем Сестина болницата. Така да тоа е болница која што е акредитирана JCI веќе неколку пати, така да се тоа современо, модерно и така. Ви благодарам што во утро одвоивте време токму за денот на срцето да ве имаме вас како педијатар од детската кардиохирургија Аџи-Бадем Сестина и ги кажавме и условите кои се и дека вие секогаш сте тука за оние кои се најмилите дечињата и секое добро посакувам.